И добре дојдовте во уште една неинфлуенсерска епизода, на кој те праша да напоменеме дека ова не е влијателна емисија, камоли па влијателна личност. Исто така да напоменеме дека ова не е реклама. Ние всушност и немаме реклами, како на емисијата, така и во телевизија. Исто така немаме ни скриени реклами, нити мисли. Кажваме се директ шо на умто на друг. Ако чини арно, ако не, прочитајте го насловот на емисија. А бога ми, ова не е ни видео по нечие барање, освен мое лично душевно, тоест барање на мојата душа. Јас да си кажам, па кој сака нека слуша. Бидејќи секако за македонски производи е суша, та уште нас ако не снема, кај младите генерации македонството ќе го сруша. Сагал негил ќе те натерат во музиката да се врати. А па јас кога ми е таква ногата, аз тапнам во музиката и таму ќе речат са вие сте инфлуенсери. Не брат, тоа е крај нема татем. Јас знам дека џабе вери. Предлог закон бил закон, ќе си го напрати, ќе си спроведа тичти да не се секире. Чинело не чинело, знаеш како? Кој те праш? Туку дај ние да си маниме на шпица и да освежиме малце работата, да направиме малце поубав муабет, повесел. Можи? Ајде да те пуштам. Кај сте бе луѓе, шо прави дарниви сте? Се фативме одма за таму забока и шо не боли, да си направивме муавет ко луѓе подома шо прат ваши дарни се. Ние фала Богу подома за мерак. Да си кажам, пошто секако кој ме сретна, кој ме виде, кој пиша првиот муавет е Адам Шопре. Адам ќе за мерак. Машала си расти, дупло е порастен од ко правивме муавет предходно. Си пееме, си играме, си се смееме подома. Се си правиме, се шо има врска месец и пол шо е. Ха-ха, пати. Напредни се децата денес. Уже малце ќе почни да ни трча низ дома и муавет да ни прави. Е тек после стигни го да те видам. И то ми е најако со родителите, брат. Никој не ти кажува унапред што да очекуваш, како да очекуваш, сите ти велат ќе видиш. Добро ќе видам, ама дај кажи нешто. Јес да секој дете е различно, ама сепак кажи искуство, па ќе видиме, може такво ќе види моето, може нема биди такво. Не брат, сите си изгорени ти велат ќе видиш. И после кога ќе видиш и кога ќе кажеш ќе речат не чекај, сега тек допрва ќе види. И па никој ништо не ти кажува. И затоа си викам јас може да е убаво вака од време на време правам по некоја епизода за родителствувањето, да споделам барем нешто од искуствата, што никој не ти кажува и за кој никој не те спрема, пошто не за друго би ги направил сите заедно, ама се заборава. И децата како растат од ден за ден, од недела за недела му се менват и навики и чуда и се му се менва. И ако ни кажам сега, потаму веќе ич нема релевантно, биди ќе го имам забораено веќе. Прво нешто што никој не ти го кажува е колку многу пелени ќе ти требат во век. Еј, се ги речиш абе не мора на секое преслеквање, остај ти не мора. На крајот на денот ајде не е ни преслеквањето, ајде ќе преслечиш другиот пат, не е проблем. Проблемот е што то не знае бе брат. Значи ти го преслекваш, го менваш, ја клаваш другата пелена и уште не клаена, ти ја валка. Ајде ќе ја тргнеш и неа, пак ќе избришиш се, ќе средиш, ќе клаиш третата, пак ти ја валка. И си фрлил 3 пелени за ништо. И другиот пат ќе речиш добро, ај ќе го почекам. Уживај те, чекај си ти ако немаш проблем. То не знај кога ќе му дојди така што ти не можеш да знаеш секако. Битно една работа имам да речам, пошто го правевме муавет за тие подлоги за преслеквање и така натаму, многу луѓе различно свате. Јас тоа зборав за оние што се како гнездо, што се како места за преслеквање. Пример, го земаш такво од сунгер, го клаваш на некој шкаф некаде и таму го преслекваш. Тие не ми беа некако без веза ми беа, макар што сваќам, знаеш, боли кичмата, немам да речам. Арно, ама за оние подлогите што се клават за да не пропушта ако нешто од оздола кој ќе го преслекваш. За тие Господ здравеа му дај на тој што ги има измислено. А лалда да не беа тие? До сега хаос ќе беше целакуј. Кој ги има смислено, а лалда му? Што значи ако си нов родител или ако сега бидваш наскоро родител, купи си так, ги има по продавници. Подлоги за преслеквање и то купи си по ке пакетчи. Оти ко што рековме го ќе ти извалка пелената, може и таа од оздола да извалка, ќе мораш да сме. А ако менваш 2-3 дено, едно пакетче 2 дена не те спас. Се за многу трошоци кажуват сите дека е трошок. Леле трошок ова она. Ама не си свесен шо е трошокот, дур не дојди. Неш ти си велиш трошок, добра, алишта, пелени, нешто. Брат, колку глупи ситни работи се трошоци и то трошоци. Пример порано шишина пластични му даваја на децата, са пластиката знаеме дека не чини микропластики и дрндрњариња, ќе купиш шише стаклено. И добро шишето стаклено, ама и таа цуцлата треба да му е погодена, за да пушта млеко само тој кој ќе трга, не да течи како што течеа порано да се дави дете. И едно од тие шишина со цуцла ќе те кошта пример 700-800 дена. И што си викаш ти со едно ќе поминиш? Добро, може и ќе поминиш, не викам не. Ама рачунај дека ќе треба буквално на секој да го миеш. Значи јади тој на секое јадење миеш, јади,
пиеш јади. Ако ти повара уште еднаш на пример, одма после претходното. Ако му даваш пример и мајчино и праено млеко, не смеш да ги мешаш. Или на пример си му дала млеко, дур го заспиеш дурова, дурона, па дур расфатиш низдом, вам се разбудил пак плачи за јадење, шишето не измиено. И тоа е уште едно нешто што никој не ти го каже. Кога ќе почни бебе да плачи, тоа е брат паника. Буквално ти се изреметват сите сетила во момент. Знаеш кога ќе е малце поголемо, кога ќе знае да кажи што му е, кога ќе плачи за ништо, ќе речиш остај го нека плачи. Ај остај го новороденче плачи. Ни еден аларм не му е рамен. Баш кај така сме створени ние. Така сме направени кога ќе заплачи бебе, буквално ти се блокира мозокот се друго и гледаш вниманието него да му го дај. Зато и му се такви дречливи гласоите. И зато кој речат ај па ти нека спие, кога ќе стани, кога ќе заплачи, ќе опреслечиш и ќе му даиш. Нема грешка бате. Значи ако станиш кога ќе почни да плачи, здравје си го носи. Оти то нема плачи па ќе застани, то нема појма бе брат. Значи то почнува да плачи дека е гладно и плачи дур не му даеш јадење. И уште поако се посилно плачи. Пример ќе си речиш шосторе силно плачење, не можеш посилно од ова. Почекај воздух да земи ќе ти каже. И кој што рековме од плачењето ти блокира дури мозокот, ти дур го преслечиш, па нешто направил, па ајде пак уште еднаш да преслечиш, па не знам шо, па дур да го направиш, дур да ова, дур да она. Хаос бате. И ти мислиш дека ќе ја измиеш та цуцлата немиена тогаш кога ќе плачи, кога ќе е паника? Уживај бато, нема грешка. Зато ќе си купиш поќе. За нешто што исто така никој не ти го кажува е дека и поќе го си купиш, пак имаш моменти кога ќе нема измиена на моментот, цуцлата ти треба во момент. Ама дефинитивно полесно е кога ќе имаш отколку кога ќе нема. Особено ако сака и таткото да е вклучен во процесот, за да може нели мајката да земи малце здив и да не е цел терет на не. Исто така милион луѓе ќе ви речат не купвајте алишта. Да не слушаат. Купвајте си алишта, вистина ќе ги одрастува брзо, ама ќе ви треба. Оди друга работа што никој не ви ја кажува дека не постојат пелени што не пропуштат. Некои ќе функционираат поубаво на твоето бебе, некои понеубаво, зависи, кај сите е различно, ама кога тогаш пропуштат дефинитивно. Ќе мораш да опресле. Единствено што можеме ви речеме да не купвате од најмалите алишта. Оти ние пример пошто долг се роди овој мангу понаш голем, тие што ги земавме 0,1 што ни беа најсладки, леле сладки, колку се ни еднаш не му и кладов. А ми се чини најмногу од нив има. 0,3 ги носеше 2-3 недели, па 3-6, сега веќе 6-9-9-12 зависи од калапо ги носи таман му. Сам да речем ќе ви треба алишта. Оти пери не се доперва. Ни машина за сушење зедов ми не се стигнува, само ќе пазите со тие машини. Оти дефинитивно ги смалват работи. Првото пробно пуштање пола мајците мој Милена ги носи сега. Уште еднаш ако и пуштевме така на малиот ќе му ги дае. Баш како сме веќе кај трошоците, никој не ти кажува дека алиштата бебешки треба со башка, бебешки детергент да ги пери. Исто и за цуцлите, не со обично онакво за пајнци миење, со бебешко, башка си. Валјда пошто тие за пајнци се многу силни и дуре мало мораш такви некои ќе излезат милион такви некои трошоци што немат благе, што не си ги ни помислил дека постои. Па ќе си речиш имам сунгерче за пајнци, ќе ги измијам со него, не може бате. Башка сунгерче за шишина и башка за цуцлите, но помало внатре вака, пошто иначе не може со друго. Ај седи шо за ќе смислат тие тиич да не се секире. Како реков Мелани, бомбона бизнис. Муабето ми беше купете си алиште, купете си поголем. И по можност да не се од оние усцело како се викат, го заборавам зборот стално, onesis ги викат во Америка. Едно усцело што е цело со се ногата покриена со се све чорап да не клав. Супер се сладки се, лесни се за облеквање, се ето во ред, арно ама пошто многу брзо растат бебињата, многу брзо ги одрастуваат ти. Ако е башка пантолонче, башка мајче и да е покуса ногајцата ќе подкрениш чорапчето, ќе покриеш ме свеќе. И не му го блокира растењето. Од јада му ше кога дојсовме дома 0,3 му кладовме, не 0,1, 0,3 му кладовме и ногата свиткана, то позади вака испраено, мали брат. Зато купајте си поголем, нас како ни прави. Ти носи 6M нешто, дуксерката XL. Да си ја носиш од 4-то одделење до 4-та година средно. И после го заминиш на факултет да си остаеш дома, за кој се враќаш да имаш што да потклеш така за низдом. И на крајот на денот како што ви сака душата така си прави. Оти приказни ќе ви кажуват сите околу, ама то не значи дека мора вие така да ги направите. А и како што можеме да видиме, правилата и прописите се менват од година во година. На одреден период си се менват тие. Порано ги завиткувале, морало вака да биде завиткано за да биле прави децата. Па ни прави што сме сите излезени, што да ти кажам. Сега не било то убо, пошто нели моториката треба да се развива, па не треба клаваш ни на раквици ни ништо. Потаму кузнај што ќе биде модерно и правилно. И така, како и да мислам дека доста е за денес. Има уште многу на тема родителствување, а па здравје има и уште многу епизоди за праење. Така што толку од мене, останете си вие на нашата програма, ние се гледаме наредна епизода. Поздрав, убав ден!